Концепт со Ина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани мои драги слушатели. Вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум доктор Иванка Додовска и во редовниот термин 17 часот почнуваме со концептот на неделата, вака понеделнички работно во овој преубав прв пролетен 2016 година, мартовски ден. Се надевам дека ве наоѓам во добро здравје и се надевам дека сите сте спремни за новите идеи, за новите размислувања, за новите концепти кои што ги нудиме во Концепт со Ина. Но пред се надевам дека имавте добар почеток на работната недела и дека така ќе продолжите до крајот на истата. Почитувани мои, секогаш некако почетокот на пролетта кај мене буди една посебна енергија со која што така ми се реновираат некои да речам надежи дека можеби овој пат ќе биде подобро. Како што и Винстон Черчил некогаш ќе каже, ако поминувате низ пекол, само продолжете да одите право. Така и ние, сите земји од Балканот, сите оние кои што пред 20 и кусур години влеговме во една нова ера, во една нова епоха, во една нова етапа од нашиот државно правен развиток, во промена на нашиот општествено и политички систем. Се зафативме со многу прашања и дилеми за кои што повеќето и не бевме спремни, не ги ни очекувавме, за некои па предпоставувавме дека ќе бидат многу потрагични од тоа што вообичаено би можеле да бидат. Секако дека сега по речиси 25 години од овој процес можеме со сигурност да кажеме дека ние не сме ништо помалку спремни од останатите и дека не се разликуваме премногу од западните општества, освен можеби по нашиот паричник и по стандардите со кои што нели индустријата ги менува нештата да бидат многу посовршени, поуредени, но за тоа и за многу други дилеми и за внатрешната како и за регионалната политика денеска ги имам особена чест и задоволство да говорам со двајца исклучителни општествени дејци, луѓе од перото, луѓе кои што исклучително ги следи сериозната јавност и кои што имаат и такако многу да дадат за развојот на македонската општествено-политичка мисла, како и за развојот на македонската општествена мисла. Пред се да ги поздравам господјата Катерина Нешкова од Дневник и господинот Цветин Челиманов од МИА, но за разговорот со нив и за она што следува понатаму ве поканам да останете со нас, а сега да послушаме една убава музичка номера. Почитувани слушатели, се надевам дека ви дадов доволно мотивација да останете и да ги зголемите, значи да го зголемите звукот на вашите радиоприемници, бидејќи денеска Нешкова и Челиманов се спремаат да ни пренесат еден голем дел од некои сознанија кои што мислам дека сите особено не засегаат. Особено важно во овој период, бидејќи доаѓа пролет, веќе е пролет и знаеме поучени од минатогодишното искуство дека пролетта покрај убавите работи ни носи голем број на предизвици и закани за човештвото, секако и голем број на хуманитарни кризи за кои што ние секако како држава покажавме и докажавме дека умееме да се справиме без оглед на лицемерниот однос на Европската Унија и на нетранспарентниот однос на нашиот сосед, тоест соседна Грција. Сепак треба да и дадеме почит на владата и треба да им се заблагодариме на државните институции што не дозволија да се случат некои немили настани и нештата да излезат од контрола, што е особено значајно бидејќи во вистинска смисла на зборот безбедноста на македонските граѓани како и стабилноста на внатрешниот поредок е нешто што е најважно во овие турбулентни времиња, во времиња на предизвици, на голем број на соочувања, да се најде еден модус во кој навистина зрело и одговорно ќе се справуваат значи државните институции со големиот број на предизвици. Да не должам премногу бидејќи времето ни е ограничено. Секогаш во Концепт со Ина треба некоја минута повеќе, но во секој случај она што е важно е да се сублимира она што е најважно и да поразговараме малку на темата како што веќе најавив на почетокот за внатрешните и регионалните предизвици на Република Македонија како и на регионот на Југоисточна Европа. Со мене во студиото
се исклучителни луѓе. Значи, особено ги ценам, бидејќи навистина имаат дадено еден голем придонес, сега ми велат да не зборувам толку многу во суперлатив, но навистина како што ние македонците умееме да ги критикуваме сите нешта што не се допаѓаат, така можеби треба и да се научиме и да ги пофалиме нештата и луѓето кои што имаат навистина што да кажат и се одликуваат со една широчина, со една интелектуална, да кажам, распространетост на мислата, со една исто времено длабочина која што ги одразува и трудот и се она што ја одразува нивната личност. Но од таму најпрвен да ве поздравам, добар ден и добре ми дојдовте во студиото. Како се чувствувате, како го поминавте? Прв пролетен ден, пријатно во секој случај. Благодариме на поканата. Јас имам страф од пролета, се послови вовед. Само чекаме некој напад. Не, и на најави оптимизам. Јас навистина верувам дека нема да се случи ништо лошо, но навистина сите параметри покажуваат дека треба да се биде внимателен. И оттаму тука доаѓа некако моето прво прашање. Како гледате на регионалната позиција на Република Македонија со оглед на се позачестените притисоци на границата со Грција? Како ја оценувате улогата на председателот на Република Македонија, неговата екселенција Ѓорги Иванов, македонската влада, како и големиот број на невладени организации кои што се вклучија и кои што некако повторно, како што е карактеристично за нашата внатрешно политичка сцена, се поделија во однос на овој мигрантски процес кој што се случува и кој што ни доаѓа од Блискиот Исток? Ти ќе ни одредуваш кој прв? Слободно, кој сака прв нека почне. Па добро, се наоѓаме во една незавидна позиција. Јасно е тоа, имајќи ја пред се географската положба на Македонија во однос на движењето на мигрантите. Она што може да го очекуваме наредно после договорот кој што беше постигнат конкретно минатата недела, значи во петокот помеѓу Европската унија и Турција, е дека Македонија се уште во извесен период, во овој пролетен период ќе биде тампон зона во која што ќе имаме придвижување на бегалци со обид илегално да влезат од Грција во Македонија и обратно ние пак од тие кои што ги враќа веќе Србија или кои што се веќе во табано, секој што ќе треба да ги спроведеме назад во Грција. Македонија покажа дека има одреден капацитет да се справи со ваков тип на кризи, имајќи пред се дека не е прва бегалска криза да ја наречам со која што се соочуваме. Оно што изненади е дека тоа не го направија или не беа подготвени, не го дочекаа подготвено останатите земји кои што ни се во близина или се дел од балканската рута. Особено трпиме по затварањето, значи на таа балканска рута и ставот на Европската унија дека повеќе проток на бегалци не е возможен, иако денеска има информации дека се подготвени да примат околу 54, мислам, 1000 беа да се распоредат низ Европската унија. До сега, значи, играме добро. И добро е тоа што оди преку институцијата председател на државата. Последиците ги трпиме, не можеме да ги одбегнеме. Во една ваква ситуација нема пред се финансиските последици кои што ги имаме. Лицемерието од страна на Европска унија веќе сме навикнати во однос на други прашања. Не затече оваа ситуација во една малку поинаква, потешка политичка криза, меѓутоа мислам дека со изборите ќе дојде до формирање на влада која што ќе може да одговори и на еден ваков предизвик, и тоа е многу битно ако веќе имаме проблем од кој практично не зависи од нас, да барем ние внатрешно да бидеме подготвени, односно да имаме соодветни институции кои што би можеле да одговорат. Мислам дека во овој период председателот Иванов и неговиот кабинет направија исклучителни напори кои што ги видовме преку различни интервјуи каде што отворено се говореше за проблемот со кој што се соочуваме и каде што со факти се говореше дека Македонија не добива пари кои што реално ги троши од себе за институциите кои што се вклучени во кризниот менаџмент кој што се справува со кризата. Од друга страна, веројатно се работи и на терен преку соодветна комуникација со грчките власти, српските. Со српските гледаме дека горе-долу и соработката
се придвижува бидејќи таа пак е принудена да нели понатаму се работува со Хрватска и со Словенија. Грција и понатаму е водена од меѓусебниот проблем кој што го имаме, односно од незиниот проблем со нашето уставно име и се уште мислам дека се води од таа политика дури и во прашање кое што воопшто не засега во тие меѓусебни односи. Од друга страна во Грција имате влада која што е таква каква што е владата на Ципрас, која што е послужнички настроена кон Европска унија надвор и која што е многу популистички настроена внатре. И во една таква ситуација пораките кои што ги слушаме нормално е да бидат конфузни или за нас лицемерни. Она што особено мислам дека треба да се поздрави е тоа што горе-доле во рамките на политичката сцена во Македонија има некаков консензус. Иако Цветин ќе кажа дека има и различни пораки кои што стигаат и од страна на власти, од страна на опозицијата, и тоа конкретно низ одредени канали на невладени организации. Или пак истакнати членови, но сепак има барем некаков прекјутен договор за тоа како треба да се решава бегалската криза или каков став треба Македонија да заземе. И во оваа насока и последниот чекор нели со работката која што ја воспоставивме со Бугарија деновиве за заеднички вежби долж границата во однос на нели бегалците, како и меѓусебна соработка на Министерството за внатрешни работи на Бугарија со македонското министерство, каде што го видовме нели опозицијскиот министер каде дека ја прифати ваквата соработка, и тоа е за поздравување. За улогата на невладините организации сигурно Цветин знае повеќе. Она што изненадува е тоа што ваквите невладени организации беа иницијатори за така нареченото легализирање на статусот на бегалците, односно на мигрантите во Македонија, и издавањето на потврдите за азил, и тоа е притисокот кој што тие реално го извршија, за на крај да испадне дека сето тоа било всушност за пари. За пари. Моите податоци говорат дека дури 32 милиони евра се поделени, или 39 милиони евра се поделени од крајот на август до сега на различни хуманитарни и невладени организации кои што работат долж македонско-грчката граница за помош на бегалците, и најверојатно голем дел од тие пари и одат за помош на тие луѓе, бидејќи тие луѓе се и навистина луѓе на кои што треба да им се помогне. Но од друга страна ги видовме и во една улога кога нивната помош се сведува на сечење на жици на ограда, потикнување на илегален влез на туѓа територија, што само по себе е кривично дело, значи е криминал. Што е многу чудно. Значи секогаш се одбира некој чуден пат. Ќе зборуваме понатаму за улогата, сега да му дадам малку и збори на Цветин. Што прават? Јас сум гледал од прва рака како тие организации што се занимаваат со бегалците, имаат ситуација во која сакаат да им помогнат, да, но не сакаат да направат ништо што ќе запре нивната тезга. Нема да разреши ситуацијата во која што тие бегалци ќе се вратат дома или ќе стигнат не знам каде што треба, или ќе престане текот на бегалците. Тука едноставно, ако тебе ќе те плаќаат 2-3 илјади, слушнавме на примерот на синот на Катица Јанева дека зема плата од 3.000 евра месечно за да работи во Гевгилија со бегалците. Зошто ти, например, би сакал тој тек на бегалци да пристани и тие луѓе бидат среќни, сместени, спастрени, како и да. Значи, дел од тие невладени се така финансиски поттикнати да работат на продолжување на текот на бегалците, а дел имаат и филозофска пределба дека, не знам, Европа нешто сгрешила, вршала, не знам, колонизација, не знам, е должна кон Блискиот Исток, е должна кон Африка, треба да се одолжи така што ќе ги прими сите од Африка. И, например, тоа е многу близко до филозофијата која што има попримено и грчката влада. Грчката влада одбива да ги категоризира луѓето на мигранти и бегалци, на судни маки прифаќа да ги спроведе договорените мерки од Брисел, 2 пати договорени да се запре текот на бегалците, се веле дека немаат капацитет да не знам го одбранат морската граница, баре до никаде не можат, ама да не заборавим, имаат министер за одбрана кој што дури не од оваа крајно лева анархистичка група, него е националистичката партија,
кој што велеше, ако не ни даде Европа пари, ние ќе преплавиме со бегалци. Така да меѓу другото он разбере дека и филозофски се посветени на тоа, но го сваѓаат и како алатка за уцена. Ние ќе имаме, ќе ви стопориме 15.000 луѓе на граница со Македонија, и тоа ќе биде страшно, дел од нив ќе умрет, ќе судават во река, обидувајќи се поминат границата со помош повторно на тие невладени организации кои што им направиле и мапи, дури не знам реката колку што знам се вика Конјска река, ја нарекле Сува река и ја превеле од колку што разбрав од македонски на грчки на арапски за несрекневи луѓе да разберат дека тоа е исушено речно корито, а не нели во март месец се работи за сепак за не е длабока, ама се работи за сериозна река. И судавија тројца луѓе, 2 сестри судавија. Така да значи навистина направија сериозни катастрофи. Покрај тие символични протести кога ја сечат границата, па ги потекнуваат со сила да ја пробиваат границата, па потоа не знам која нашата полиција ќе возрети со солзавец, па потоа тие слики ги пренесуваат како некој вид на бруталност. И не е прва бегалска криза, ние сме примеле многу повеќе бегалци со нели без да бидеме транзит земја, туку како земја која што ги примаше тие бегалци од Косово, но прв пат ние да примаме бегалци во ситуација во која очигледно САД немаат никаков интерес да се ангажираат, а Европа не знае што да прави со тоа. Во Европа се исто така поделени, дел од европските влади, па исто така се филозофски посветени на тоа дека они се должни некако, кога веќе не можат безбедносно да интервенираат во Сирија, да примат луѓе. Дел од нив си лукративно, прагматично настроени, па ни доаѓа социјалдемократски министер од холандската влада, ни доаѓа социјалдемократски министер од германската влада, кој што ако погледнеме како гласаат емигрантите во Германија и Холандија, ти велат отворете границата. Јасно ти е дека во ситуација во која кога социјалдемократите во Холандија дигнале раце од тоа дека ќе победат на избори, во Германија веќе долго време дигнале раце дека самостојно ќе победат. Јасно гледаат дека кога им дојдат на нив милион бегалци утекот на годинава, после 2-3 години тоа ќе бидат 700.000 гласачи за социјалдемократите. Значи, буквално не дојде Михаел Рот од германската влада, вика отворете границата, уште фалеше да кажам, мене ми требаат гласачи. Буквално на тоа се свидов. Гледаме дека и СДСМ во ред, не направија некоја голема манипулација и глупост со бегалците како што за се друго направија. Видовме на пример дека они не се имуни на тоа политички да го злоупотребуваат моментот со бегалците. Од една страна сите невладени во Македонија кои што се залагаат да се отвори границата, да Македонија се претвори во дампинг зона и паркиралиште за бегалци, но Оливер Спасовски го покани неговиот партиски колега од Словачка Роберт Фицо, го однесе на границата и буквално се сликаа гушнати позади нив бодликава жици, бегалците вака сидат како во некој логор, боже ме прости, нека плачат, молат, и се фотографираат и му даде шанса на Фицо да каже ова никогаш ние нема да го пуштиме, не примаме муслимани во Словачка, на ден пред избори во Словачка. Значи буквално си направи кампања, сафари туризам, предизборен сафари туризам. Така од една страна да, СДСМ има невладени организации кои што потекнуваат отворење на границата, од друга страна ја злоупотребуваат ситуацијата на овој начин и се согласувам, добро е што сериозно пристапивме преку кабинетот на председателот што на време се распореди војската, инаку малку фалеше да ескалира. Тоа што е на Богородица да биде на Табановци. Јас ќе ве поканам да направиме една кратка пауза за реклами и се враќаме повторно назад. Почитувани евене повторно назад на Радио Брановите, на Радио Слободна Македонија. Јас сум доктор Иванка Додовска и денеска имам чест да дискутирам за регионалните предизвици и прашања кои што оптеретуваат внатрешната политичка сцена, исто како и регионалната и глобалната. Се разбира со исклучителни соговорници, тоа е госпоѓата Катерина Нешкова од Дневник и господинот Цветин Челиманов од МИА. Цветин, завршивме со тебе пред малку пред да направиме паузата за реклами. Јас би сакала да те прашам, денеска присуствував на една конференција која што организираше Македонската академија за науки и уметности во соработка со Министерството за надворешни работи, посветена повторно на оваа бегалска криза. Тоа е првата конференција која што се организира од научна институција во Република Македонија на темата и имаше навистина интересни излагања. Особено ми остави впечаток излагањето на државната секретарка на Министерството за внатрешни работи, госпоѓата Илиевска, која што изнесе податоци, информации
информации со кои што на вистина се покажа и на дело со бројки колкава е одговорноста која што Министерството за внатрешни работи во соработка со останатите релевантни институции во државата во однос на справувањето со кризата. Она што беше исто така истакнато и што би сакала еве за нашите слушатели, бидејќи е добра информација да слушнат, а ја кажа државната секретарка на Министерството за внатрешни работи госпоја Телиевска денес, е тоа дека во суштина преседанот е од аспект на тоа што од европска земја беа пропуштени без контрола во неевропска земја, значи не ЕУ земја, како што е Република Македонија, мигранти кои што на своите документи фалсификувани, и така и кажа, рече, најлесно ги фаќавме на тој начин што сите имаа датум на раѓање 1 јануари, само годината беше различна. И тие беа веднаш тргани на страна и беа под посебна проверка. Понатаму, никаква одговорност во однос на регистрацијата и на временото информирање до македонските погранични власти, како би можеле да се, нели, веднаш превенираат одредени фактори и состојби. Во оваа ситуација, во сите тие препреки кои што беа искажани на денешната конференција во Македонската академија за науки и уметности, навистина дојдов во радио со впечаток дека Република Македонија ги надминала очекуваните можности во однос на овој суштински проблем, кој што не е случајно, како што кажа и секретарката, вели 16.000 граѓани има градот Гевгелија, во јули месец на железничката станица беа 8 или 9.000 мигранти. Дали постои закана за безбедносен ризик? Да, тоа е веќе 50% од населението. Можне сериозно. Кој е вашето размислување во врска со овие информации? Па не, дефинитивно Грција дигна раце, меѓу другото кажавме дека таа филозофски определена на тоа Европа да се отвори, да има отворена граница кон блискиот исток, кон третиот свет. Еден момент дополнителен кој што не го спомнавме, тоа што да речеме беше тоа интересен момент кога Сириза дојде на власт, првиот амбасадор што го приме беше амбасадорот на Русија. Има длабока соработка Сириза, министерот за надворешни работи на Сириза Никос Коцијас со Москва. И се очекуваше каде ќе пукне таа работа, каде ќе бидат нели најслаба талка во однос на Европа. Може би претера со првичните реакции, само што дојде на власт, Ципрас најави дека ќе ги укинат санкциите воведени кон Русија поради Крим. Тоа може би беше премногу од нивна страна се очекува, но очигледно на овој начин ја отворија Европа кон бегалци кои што во одреден начин, да речеме, Русија како се инсертираше во Сирија, на некој начин Русија делува со незините војни операции колку бегалци ќе трнат кон Европа, а Грција е таа која што решава да биде максимално отворена и пропусна. Така да значи не знам што уште и треба на Европа за да свати какви све улоги игра Грција. Очигледно источниот дел од Европа го разбира. Тие луѓе кои што имаат подобро разбирање за што е Русија, што е дестабилизација, значи од Полска, Унгарија, Чешка, Словачка, до Хрватска, Австрија и Словенија земјите разбираат колку е часот, но ево очигледно све што треба Брисел да сватат со каква држава си имаат работа. Илиевска таа која што има таа обврска секој четврток да се слуша со грчкиот колега во Министерството за внатрешни, можам да замислам што се изнаслушала во овие недели додека трае тој црвен телефон. Не се не изнаслушала, туку едноставно била одбивана с било каква соработка, да и последните информации го говорат и тоа. Во контекст на Брисел, каква е позицијата на ЕУ, денеска беше објавена една пресуда на Европскиот суд на правдата, значи на судот на Европска унија во Страсбург. Уствари во соседиште во Луксембург. Добре, да. Не е судот. Океј. Она што е интересно е дека оваа пресуда говори за односи помеѓу Чешка, Унгарија и Србија, односно за мигрант кој што патувал преку Србија, стигнал во Унгарија, од Унгарија преминал во Чешка чинам. Чешка го враќа, притоа во Унгарија има легален, значи престо има барање за азил. Чешка го враќа на Унгарија, Унгарија го враќа во Србија како дестинација која што е безбедна за мигранти.
тој се обидува повторно да влезе на унгарска страна и повторно бара право на азил и овој пат Унгарија повторно го враќа без да спроведе никаква постапка. Мигрантот смета дека без да биде постапено по неговото барање, односно такво директно посочување дека тој нема право да влезе понатаму во Унгарија, поведува судска постапка пред унгарските судови. И сето тоа завршува во овој Европски суд на правдата за денеска значи тоа трае од август минатата година, за денеска да се објави една чудна пресуда која што не очекувавме од таму, а тоа е дека државите ќе имаат право да ги враќаат мигрантите во држава која што ја сметаат за безбедна за движење на мигранти, и тоа независно од согласноста на друга држава членка на ЕУ. Што во одреден момент ќе може и нас да ни ја олесни ситуацијата како веќе воспоставена пракса. Така да мислам дека и во Европа ќе особено по договорот со Турција ќе дојде до некаква не драстично, меѓутоа дека ќе има некаква промена на позициите. Јас ќе ве замолам да направиме уште една кратка пауза за реклами и потоа се враќаме, малку ќе го погледнеме договорот со Европска унија и Турција. Останете почитувани со нас. Продолжуваме таму каде што застанавме, почитувани. Ме интересира сега да се осврнеме малку на договорот кој што се склучи минатата недела, тоест крајот на минатата недела помеѓу Европска унија и Турција, колку истиот во реалноста ќе сопре балканската рута по која се движат бегалците и емигрантите и како тоа ќе влие на сузбивање на нелегалната емиграција. Кој е вашиот став? Добро, договорот е добро обсмислен, само треба да се остане упорен. Значи, јас без малку брутално е тоа да се каже, но не знам, напишав еднаш дека ако вие фотографии од Франкфурт, од Минхен, кога бегалците беа пречекувани со Вилкомен или Флукшкафштафен, како се вика, практично тие фотографии потикнува уште поголем број луѓе, до 10.000 дневно да се обидат да поминат преку границата, да поминат од Турција до некои од грчките острови, при тоа имаме 600-700 луѓе до сега удавени, добар дел од нив деца. Значи, ако тие фотографии навистина извршија притисок, удавија голем број луѓе, вие одвратни, грозни, морбидни фотографии каде што, не знам, луѓе, вклучително и деца, седат веќе со недели во Кал, близко до Богородица, граничниот премин со Вошки, Врне, дел од нив судавија, еве тројца судавија, во тој обид да поминат границата. Сепак тие фотографии, колку и да се грозни и сите не потресуваат како родители тука, како се, сепак делуваат на начин да се обесхрабрат луѓе што моментално се во Турција, да се обидат да тренат на тој пат, долгорочно ќе спасат животи. Сега тука прашањето е колку ние ќе бидеме упорни, колку ние ќе бидеме доследни, колку Бугарија, Албанија ќе биде доследна и дали Грција ќе реши да стане доследна. Инаку правните моменти кои што Нишкова ги отвори, тие не се завршени. Јас мислам, ако 50.000 луѓе бидат депортирани од Грција во Турција, сега со околу 45.000, да речеме бегалци, Чичко Сорос ќе ангажира 50.000 адвокати да поднесат кривични пријави, тужби за кршење на човекови права, за да во обид да се вратат тие назад, бидејќи, не знам, филозофски се посветени на идејата дека границата треба да биде отворена и дека Европа треба да се демографски измени, дека треба да биде комплетно отворена кон третиот свет, кон целата сиромаштија на овој свет. Така да приказната не е завршена, но нели во моментов договорот предвидува секој што ќе биде од денеска, нели, вчера, што ќе помине од Турција во Грција. од денеска, да. Кој влезе во Грција ќе биде депортиран и ќе биде ставен како последен наред за чекање во камповите во Турција, како казна што се обидел легално да влезе во Европа, а на негово место некој што доследно чекал во некој камп во Турција, по правило сириец, кој што нели, можеби ќе знае нешто германски, ќе има нека вештина, има семејство и така натаму, ќе биде со авион културно како господин човек префрлан од Турција во Германија и потоа прераспределен некаде во Европа, најверојатно во Германија. Така да ова би требало да ги обесхрабри луѓето да се обидат да идат по морски пат, да си ги ризикуваат животот. Јас очекувам дека ако бидеме доследни сите, за неколку недели дека бројот на бегалци ќе се сведе на 200-300 дневно, ако воопшто нека се реши на тоа. Нели е тоа кршење на декларацијата за човекови права донесена во рамките на Обединените нации, како и конвенцијата за правата на човекот, Европската конвенција. Нели низа на меѓународни правни прописи. Така, ова е хуманитарна криза која што веќе ги надминува
проблемите на индивидуалните права. Ние значи говориме веќе за мигрантски движења кои што тектонски не само демографски ја променуваат Европа, ја променуваат политички, ја променуваат економски. Значи и дури и светот. Значи Турција се промени врз основа на бегалската криза. Значи да, ќе има такви ситуации, веројатно ќе бидат искористени од некои профитери кои што ги споменува Цветин, гранични ситуации, индивидуални случаи кои што ќе бидат разгледувани, дали во конкретниот случај се работи за ограничување на слободата на движење, дали се работи за статус на бегалец, на статус на мигрант, дали, не знам, има соодветно згрижување. Тоа се прашања кои што допрва, да, се согласувам со Цветин, ќе се отвараат. Меѓутоа, мора да имаме и рамка во која што генерално ќе се следат политиките кои што ќе бидат од заеднички, пред се човечки интерес. Значи, договорот е коментиран не само од аспект на човекови права, договорот е коментиран и од аспект на тоа колку Европската Унија подклекнала пред Турција во рамките на незината интеграција во Европска Унија, бидејќи Турција доби повластици во однос на колку и нас да ни се чини, визна либерализација за незините граѓани наскоро, напредок во 6 милиарди евра, од кои 3 милиарди ќе бидат веднаш во првиот период, напредок во некакви разговори, преговори, иако сигурно дека нема да биде наскоро ниту членка, ниту ќе почне предпристапни договори со Европската Унија, меѓутоа значи се разгледува и од тој аспект. Од друга страна пак ова ја покажа големината на Турција како една сила која што се уште е доминантна на пресекот меѓу истокот и западот. И тоа не сме да биде за подценување. Кога имате таква ситуација, повторно ќе споменам како и Цветин, дека во услови кога никој не го решава вистинскиот проблем, а тоа е безбедностното прашање во Сирија, односно таму каде што реално се создаваат бегалците и луѓето кои што сакаат да пребегаат, тогаш немате избор освен да направите некаква ваков тип на договор или рамка која што ќе го санкционира или ќе го регулира на некој начин движењето, па макар и тоа во одредени индивидуални случаи да значи прекршување на човековите права кои што подоцна ќе бидат решавани преку индивидуални постапки. Сето ова зборува за тоа дека светот влегува во една нова геостратешка ера која што Хантингтон ја најави како судир на цивилизациите. Ние мислам дека која цивилизација? Знаете што најмногу ме погодува во целата оваа ситуација? Не е нова приказнава. Значи уште негде таму почетокот на 80-тите години кога почнаа првите удари на Буш по стариот врз Ирак и на Блискиот исток и оние се сеќавам тогаш бев дете, беше доста бомбастично најавувано на големиот топ со кој што може да се погоди дури јужниот дел на американското северниот дел на, како ви спомешав, проштевајте. Значи, американскиот брег може да настрада од еден таков вид на сериозен проектил и така натаму. Сето оно што се отвараше како жаришта во оној арапски свет, кој посебно ескалираше понатаму со избивањето на арапската пролет и на сите оние навистина случувања кои на некој многу наликуваат на некој начин и како возвраќање на ударот на крстоносците или исправање на една историска неправда. Дискутираме на тие теми, светот е заангажиран, невладините организации, владите се собираат, дебатираат, академската, општествената јавност постојано. Тоа е работата на светот и на политичарите и на Но мигрантите врват кате, така, ние реално не го решаваме проблемот. Некако тоа ме прави да се чувствувам малку разочарана во однос на оние поконципирани општества, особено и поради податокот кој што го најдов пред извесен период, а тоа е дека Европската Унија има секогаш некои 5 годишни, 7 годишни, 10 годишни планови во однос на некои таргет поинт битни точки кои што се во иднината како предизвици, меѓу кои за ваков тип на кризи
Тие во 2014 година во јуни во рамките значи на Европскиот парламент носат еден документ кој што е мощно нејасен. Дури не можам јас да го преведам, значи може и вие ќе ми помогнете. Го нарекува IPER Guidelines. ИПР, што беше ИПР? Значи нешто као предводич, нешто, ама пак не можеме на македонски, не можам да надам соодветен термин. Во кој што буквално не бе покажуваат, ако го погледнеме тој документ, покажуваат и докажуваат дека тие воопшто, иако ќе има информациите дека ќе тргне брандот на бегалци, иако знаат дека ќе се Видете, случува. тоа се случува во време кога Европска унија е во длабока економска криза. Не смееме тоа да го забораваме. Значи кога почна и политичката и економската криза, пред се со уставот, односно несогласувањето околу уставот на Европската унија, а потоа појавата на економската криза. Во таква ситуација кога Европската унија има сериозни внатрешни проблеми, веројатно и немала време да размисли вистински за тоа што може да ја чека. Првата утка која што е направена уствари со бегалците е во Обединетите нации. Обединетите нации, ако веќе се надевавме дека таа организација има некакви надлежности или некакво влијание, тоа беше барем да заземе некаков генерален став преку Советот за безбедност во вакви ситуации. Тука не се направи резот повторно поради големите сили или спротиставените позиции на Русија и на Америка во однос на Блискиот Исток, иако и двете нели настапуваат како ослободители. И во таква насока Европската унија и генерално Европа секогаш била слаба. Значи она секогаш гледала да заземе некаква позиција на ова или на она страна, не да биде одлучувачкиот фактор, за разлика од сега кога САД крена раце сосема од бегалската криза, таа е заинтересирана само за војните интервенции. Нема тоа. Од друг аспект заинтересирана. Од друг аспект заинтересирана. Додека Русија веќе спомна како оди линијата преку Грција и го регулира, практично има свој вентил преку кој што тоа го стварува своето влијание во Европска унија. На таква ситуација, при наплив на огромен број на бегалци, Европската унија не можеше да биде поинаку освен затечена од ситуацијата и да мора да пресекува и со глупави решенија, така да ги наречам. Нема, никаде не, значи они сами си го направија тоа да речеме беше. Други се интересите, значи они мислеа дека не знам, и секаде беа избори пред да почне големиот бран на бегалската криза. И тоа ги мора да признаеме дека се ксенофобични и дека се страшно затворени како општества, гетоизирани општества се западноевропските општества. Јас тоа не тука е лицемерието. Тоа не е спорно, ние не сме членка на Европска унија токму поради таквите ксенофобични напади. Тоа држава која што е дел од Европската унија во смисла на култура, цивилизацијски напредок, општествен напредок. Да, значи не знам зашто сме изненадени од Јас ќе морам тука да ве поканам на уште една кратка пауза за реклами и се враќаме повторно назад. Почитувани слушатели, знам дека сакате денешниот разговор да трае. Верувајте, посакувам исто јасно, времето ни бега, имам уште неколку прашања за моите соговорници. Драги мои, еве сме на крајот на нашиот денешен разговор. Со мене во студиото, како што веќе знаете, се Катерина Нешкова од Дневник и Цветин Челиманов од МИА, две исклучителни пера во македонското општество. Ќе продолжам да ги фалам без разлика колку да ги нервирам, но сметам дека навистина тие денеска даде огромен придонес и навистина го Ќе видиш. Ако ме фатите. Како и да е, навистина ми направивте многу големо задоволство и чест што проговоривме за една тема која што ценам дека е мощна, значајна и горлива и која што македонското општество треба да се посвети сериозно внимание. Кажавме многу аспекти, значи за внатрешната поставеност на македонската држава. Ги видовме некои од прашањата во регионалната и во европската и светската политика. За разбира се тоа во рамките на она што го дозволува времето. Ќе имаме прилики каде што и понатаму ќе можеме да дебатираме на оваа тема, но јас неминовно не би сакала да ја завршам денешната емисија без да ве прашам за вашето мислење за две мощни значајни прашања кои што се однесуваат на внатрешната политичка сцена. Тоа е
Прво, дали внатрешно политичката криза допринесува за дестабилизацијата на државата и колку истата ги отежнува аспирациите на Република Македонија во Европската унија и во НАТО? И секако, следствено на тоа, кои се вашите прогнози во врска со развојот на случувањата на политичката сцена во Македонија во пресрет на 5 јуни? Па добро, јас не знам, јас се подготвувам за еден нов бранд во ајеризам, видовме ситуација во која се вадат телефонски разговори, не знам, јас имав ситуација пратеничка на СДСМ да ми кажа јавно на Facebook, имам јас снимки за тебе, ништо што јас би требало, не знам, да бидам фрапиран, ништо, ако знаеш имало тамо. Да. Ако не умре некој од досада слушајќи ги моите разговори. Па потоа имавме една фаза во која ги објавија буквално адресите на сите, че ако ви интересира некој романтично, агресивно, како и да може да го куцате неговото име на телефони, на компјутери, може да видите каде живее, со кого живее, со колку луѓе живее и да му дојдете дома ако сте во така настроени. Сега следната фаза, новата фаза, откако, не знам, вчера видовме, не знам, 20.000 тие фантоми непостоечки гласачи како од третиот дел на Господарот на прстените. Сега имало 500.000 такви непостоечки духови во земјава и СДСМ планира да праќа тимови буквално до секој дом, на секоја врата да влезе и да провери како сте облечени, не знам што има денеска за ручак, дали некој ви дошол на гости од некаде и кого и како. Зошто не сте дома предпладне? Да. Вие не сигурно не сте гласач. Сигурно. Штом предпладне? Малку на тетовирање ме потсеќа на дела. А што имаш во куферот? А зошто е празен куферот? Да, ние можеме да иронизираме и да ситуацијата или да сведеме на баналност, до безсвест и да се смееме на сето тоа, меѓутоа тоа ќе биде една реална ситуација која што ќе ни се случува и тоа е дел од смислената стратегија која што СДСМ ја прави изминатиот период, не е за изненадување. Цветин дете ве рече спремен е, подготвен е за нов Ги чекам. Ризам, ги чека за нова. Она што не, да бидеме сериозни, значи она што навистина можеме да го очекуваме е дека деновиве или пак кон крајот на идниот месец ќе биде објавено најверојатно и ново барање од страна на СДСМ кој што ќе по ново сериозно барање наспрот избирачкиот список и медиумите. Предпоставам дека ќе биде попис, бидејќи тоа беше едно од барањата, со кое што ќе сака да направи некаков обид за одложување на изборите на 5 јуни. Не знам дали овој пат ќе помине, имајќи ги предвид позициите на албанските партнери и имајќи ги во власта и имајќи ги предвид странските позиции овој пат, кои што иако се уште се благонаклонети кон опозицијата, ќе им треба особено во контекст на бегалската криза, како што споменав и на почеток, стабилни институции со кои што ќе можат горе-доле да ја менаџираат рутата која што ќе биде отворена или затворена. И токму затоа не знам дали ќе успее планот да се одбегнат овие избори. Колку Македонија е дефинитивно во една од најдепресивните политички моменти, независно кој каква позиција зазема, и дури граѓаните веќе не можат да го издржат, да издржат состојбата, значи на ваква неизвестност економска, политичка која што ни се случува, и тоа секако ќе мора да резултира со некакво изјаснување. Она што мене ме загрижува е тоа изјаснување на граѓаните да не биде на улица, односно да не биде испровоцирано до таа мера да се случи на улица, односно да биде институционализирано како во една демократска земја како што и сме го правеле досега на избори. Постоеше таков обид со Уставниот суд, за среќа заврши пак да речам на некој помирен начин.
очекувам дека ова ќе се одрази на нормално на евроинтеграциите, особено имајќи предвид дека ова ќе биде шанса на Брисел да го сврти вниманието од проблемот со името како причина за вистинската причина за тоа зошто не влегуваме таму на нас, односно на политичките критериуми од Копенхаген, односно дека ние сме тие кои што во суштина не исполнуваме некакви услови. И се разбира дека тука ќе биде како оперативно и специјалното јавно обвинителство, ќе чекаме и од таму сигурно некои нови трзаи, некои нови предвижувања кои што ќе може да влијаат во една или во друга насока. Во секој случај, Цвете, имаш ли нешто да ни додадеш? Јас мислам повеќе дека ќе одат на типачка во собрание отколку на попис. Добро, тоа сме го видели, сме го надминале. Мислам дека овој пат нема да им успее. Знаете зашто ве прашав? Затоа што се повеќе ми мириса дека тие нема да одат на 5 јуни на избори. И се повеќе ми мириса дека и албанскиот фактор ќе ретерира повторно. Партиската одлука дали некој ќе излезе на избори или не си е партиска, внатре-партиска одлука, таа не може ниту да се коментира, ниту да се инсистира да се промени. Значи СДСМ друго е дали СДСМ ќе одлучи да учествува на избори или не, а сосем друго е да вика дека изборите комплет не се кредибилни затоа што тие нема да учествуваат или затоа што смета дека не се исполнети некакви услови. Не сум сигурна и на дека албанскиот партнер овој пат ќе попушти повторно, затоа што и тие имаат неисполнети ветувања кон своите гласачи. Нивните гласачи се иритирани и незадоволни од цела оваа ситуација. Може би ќе испорачаат некои нови барања при составувањето на владата, па тоа ќе биде дополнителен проблем. Меѓутоа не верувам дека би се тргнале од избори. Почитувани, ви благодарам за денешното учество во Концепт Соина. Драги мои, тоа беа Катерина Нешкова и Цветин Чилиманов. Ви посакувам убава работна недела и ве чекувам повторно во некоја наредна прилика да имаме една убава така длабока дискусија како денеска. Ти благодариме и уште многу убави емисии. Благодарам за поканата. Со подобри гости. Ви благодарам на вас двајцата. Нема подобри од вас. Почитувани мои, вака се одјавувам и од вас. Ви посакувам уште еднаш убава работна недела. Бидете ми здрави, живи, срекни, весели и сакајте се себе си, сакајте си ја државата, сакајте ја Република Македонија. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт со Ина. Денеска е 21 март 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. До слушање. Концепт со Ина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.